Бранко Црвенковски би можел да се врати во активната политика за многу кратко, со нова партија и пред локалните избори во октомври. Оваа непотврдена информација уште од сега ги замаглува досегашните планови на сите. На маса става нови опции, а некои велат дека во таков случај машина што може да го измери политичкиот потрес нема. Но дали воопшто е можно Бранко да се врати на местото на настаните? Бранко Црвенковски како прво додека е жив нема да може да се одлепи од префиксот СДСМ. Тоа е прво. А ако Бранко Црвенковски воопшто има намера да формира нова партија, тоа ќе значи смрт на актуелниот СДСМ или феноменот на ВМРО кој се подели на народна, ненародна, партиска, надпартиска и така натаму, што ќе биде дефинитивно армагедонот на социјалдемократскиот блок воопшто. Политичките комплекси на лечење его, хранење его, не е феномен само на Бранко Црвенковски, туку на секој втор кој што имал што да каже, а не кажал. До сега, од социјалдемократите на други партии и тоа токму поради недоразбирање со Црвенковски се одлучија Тито Петковски, Лаза Еленковски, Есат Рахик и Владо Бучковски. Освен за Тито, новите проекти не беа успешни за никој, па од тука и прашањето, кои се изгледите на некогаш великиот Бранко? Нема. Мислам дека во овој момент, без монолитност на народот, во смисла елиминација на етноцентризам, елиминација на национал романтизам и така натаму, освен таа опција, не постои друга која што може да направи било каков чекор напред во квалитетната иднина на Македонија. Се останато е лечење комплекси, дежаву и враќање кон два елемента кои се усвари клучните гробари на Македонија. А тоа е примитивистичкиот, национал-романтистички популизам од една страна и салонскиот елитизам, чие олицетворение беше Бранко Црвенковски. Доколку шпекулациите станат реалност, сигурно е, најголема полза од Бранко Црвенковски би имал ВМРО-ДПМНЕ, а најголема загуба СДСМ. Би можел ли Црвенковски тоа да и го направи на својата партија е прашање. Но некои прашања според Црвенковски не заслужуваат одговор.